Една од најголемите западноафрикански мигрантски енклави во Њујорк е во Бронкс. Тие се религиозни, работливи луѓе кои го живеат животот во оваа нова, различна средина. Многу жени работат како домашни помошнички, собарки по хотели или чуваат деца. Оваа жена, Фату, е домашна помошничка. Страф ми е да разговарам со луѓе, не сакам да ја загубам работата. Фату вели дека синот на работодавачот се обидел да има секс со неа и тоа не било прв пат. Слично како во случајот на шефот на Меѓународниот монетарен фонд Доминик Штраус-Кан, кој е обвинет за напад на западноафриканска собарка и сега чека судење. Дорчен Лајтхолд е директор на групата наречена За солниште за семејства. Незината организација се обидува да им помогне на имигрантските жени. Особено младите мигрантки се многу ранливи на сексуално напаствување на работно место. Повеќето се од Јужна Америка, Азија и Африка. Има страшни приказни на што се изложени од работодавците. Националната алијанса за домашни работници бара меѓународен закон за забрана на напаствување на работа. Ова е Аџен Пу од алијансата. Ситуацијата во оваа индустрија е како на дивиот запад. Се е дозволено. Има малку регулатива, малку стандарди, малку може да се стори за заштита на работниците. Според Центарот за легални услуги за малтретирани жени, фактот што жената во случајот Штраус-Кан проговорила може да е психолошка пресвртна точка за овие жени.